Оставена на забот на времето со поткровје кое се распаѓа и во секој момент може дел од градбата да заврши врз нечија глава додека се уште се одржуваат настани и јавни дебати во областа на науката. Ова е сликата на МАН. Институцијата која го има главниот збор за македонската наука е застаната во времето, каде речиси не само што во интериерот ништо не се менува, туку и се распаѓа. Сепак ваквата слика се чини никому не му пречи, или може би се прави дека е така, иако и денеска таму се одржа јавен настан на кој присуствуваше министер, функционери и академици. Телевизија 24 истражуваше колкав е буџетот кој МАНу во последните 2 години го добива од државата и најдовме на податоци дека ако лани изнесувал над 150 милиони денари, оваа година добиле над 250 милиони денари. Во табелата стои дека минатата година за капитални расходи добиле 1 милион 148 милијади, а во 2026 сумата за овие намени е над 10 милиони денари. Точката 481 која се однесува на градежните објекти наведува дека минатата година од буџетот за тоа добиле 425.000 денари, а годинава оваа бројка изнесува скоро 6,5 милиони денари. Телевизија 24 денеска се обиде да стапи во контакт и со неколку академици, но никој не одговори на нашите повици. Последното собрание на МАНу по повод 59 годишнината се одржа на 11 март годинава, кога претседателот на Академијата Живко Попов даде отчет за сработеното, но речиси никаде не го спомна интериерот и условите во кои Академијата работи. Иако тогаш на седницата не се појави премиерот Мицковски и претседателката Силјановска Давкова, сепак присутни беа поглаварот на МПЦ господин Стефан, претседателот на собранието Африм Гаши, министерката за образование Весна Јаневска, скопскиот градоначалник Орце Ѓоргиевски и поранешните претседатели на МАНу Владо Камбовски и Таки Фити.